Животот нема никогаш да судиш за да не бидеш осудуван. Секогаш верувајте во надежда, бидете стрпливи со маката и секако постојани во молитвата. Претпоставам дека сте малку збунети бидејќи имаме една поинаква најава, но тоа не е ништо случајно бидејќи имаме навистина една поинаква приказна. Почестено сум секако што имам еден соговорник кој се надевам ќе биде пријатен за слушање, секако и за гледање, ќе отвори својата поинаква приказна, ќе слушнете нешто што досега не сте имале прилика. Станува збор за еден навистина голем човек кој е хуманитарец и секако му служи на Бога. Да не откривам многу повеќе, секако тоа секогаш го правиме во нашата кратка најава. Јас сум Здравкица Милич, станете со уште една животна приказна на Македонската радио телевизија. Тивок, скромен и ненаметлив, но она што тој го прави веќе неколку години е навистина за восхитување. Неговата желба да се помогне онаму каде е најпотребно треба да биде пример за многу од нас. Наш гостин во најновото издание на Животна приказна, отец Оливер Петровски. Слушавте за кого станува збора, јас ќе кажам топло добре дојде за отец Оливер Петровски. Навистина ми е чест и задоволство што имам прилика да поразговараме во ова издание на Животна приказна. Се договоривме да не се персираме, значи ќе зборуваме на ти. Повели Оливер, ова е твоето место и секако како и секој гостин на самиот почеток ќе те прашам како се чувствуваш и колку секојдневно луѓето те прашуваат како си вистински. Добро се чувствувам, фала на Богу, имам доста пријатели кои што постојано ме прашуваат како сум, гледа да ми помогнат кои имам потреба од помош, зашто сепак организацијата е премногу голема и навистина не може еден човек сам ништо да направи, така што има доста луѓе што прашуваат, доста луѓе што се вклучуваат, а тоа е најважното. Одлично, убаво е да се слушне тоа. Колку сметаш дека забораваме на вистинските вредности поради се што ни се случува едно поинакво секојдневие, еден поинаков динамичен живот имаме последниве 20 години. Колку мислиш дека тоа е се променето и дека забораваме на оние прави вредности? Темпото на животот стана наистина премногу брзо, за жал. Сите ние некаде трчаме, сите ние некаде брзаме, меѓутоа забораваме на она што всушност е најважното, а тоа е да бидеме луѓе. Фалам на Бога, од секој сум зборувал, повторно ќе кажам, уште 1000 пати ќе кажам, македонскиот народ е еден од најхуманите луѓе, дефинитивно еден од луѓето што имаат најголема емпатија и кои што навистина знаат да сочувствуваат со оние кои што се во неволја. Така што сметам дека се враќаме кон човештината и тоа се враќаме со крупни чекори и она што било пред 20 години, она што е денес, мислам дека има огромна разлика, заради тоа што самиот македонец веќе е македонец. А мислам дека сепак тоа е најважното. Така е. Убаво е да се слушне тоа од тебе, бидејќи кажа во самата најава и кога споменав кој ќе биде мој соговорник во оваа емисија, сите некако позитивно изреагира. Сите знаат кој е отец Оливер Петровски, што е за поздрав. Некако ненаметливо стана популарен или познат на јавноста по сите тие добри и хумани дела. Ненаметливо, твојата емпатија го направи сето тоа и твојата добрина и начин на кој им помагаш на луѓето. Како гледаш на сето тоа? Па јас мислам дека нема што јас да бидам познат, треба да биде позната самата хуманитарна организација, затоа што организацијата всушност го прави сето она што се прави. Нели, ако зборам за организацијата, мислам на народот, заради тоа што најголемата поддршка всушност ние имаме од обичниот народ, така да кажеме, од обичниот човек, кој што ја препозна целта, мисијата која што ние имаме и се вклучија во масовен број за да можеме да помагаме на максимум луѓе што може да се помогне. Така што, иако ете ние ова го и наславиме 10 години од нашето основање, нели? Иако сме една од помалите организации во Македонија, ќе кажам, сепак сметам дека и веќе е, нели, и кажано дека ето успеавме да бидеме на некој начин прогласни како една од најактивните организации во Македонија, заради тоа што сепак успеваме со помош на народот да направиме нешто што многу не можат
да кажеме да го направат. Сега ќе испадне малце ова Лично можеби твоја како беше фалење. идејата да го отворите ова хуманитарно здружение? Да, идејата беше моја. 2015 година декември месец, кога заедно со моите колеги од Свети Спас Драчево решивме да ја оформиме во како хуманитарна организација за помош на Драчевската парохија. Меѓутоа, знаеме, 2016 година се случи Стајковци, тоа станавме нормално многу поактивни, гледавме да помогнеме најмногу што можеме и на некој начин се почна да се дознава, да кажеме, за самата организација, почна да се јавуваат многу луѓе на кои што им е потребна помош. Со Божја помош се пријува луѓе кои што и сакаа да помогнат и не очекував дури ни јас самиот дека ќе прерасне во волку голема организација која што ќе помага на волку луѓе со Колку луѓе се вклучени во ова здружение? Бројката на корисници секој ден, така се каже, се менува, нели? Меѓутоа, да кажеме моментално имаме 235 корисници на Црковна народната коина во Скопје и кои што секој ден ја користат, нели, користат топол оброк и околу 250 пакети со храна кои што се делат во Скопје и низ цела Македонија. Не е тоа секако мала бројка. Дали имате помош од државата за се ова што го правите? За жал не. За жал немаме помош од државата, меѓутоа и пак ќе кажам, нашата најголема сила е народот, нели, кој што секогаш кој има било каква потреба од помош, дали самата хуманитарна организација или пак некој од нашите корисници или без разлика, значи било каква акција да имаме, веднаш се вклучуваат и токму заради тоа успеваме на некој начин брзо да ги решиме оние проблемчиња кои што луѓето ги имаат. За жал се повеќе и повеќе луѓе бараат помош. Не секогаш можеме да помогнеме за тоа што сепак желбите и можностите се две различни работи, нели? Меѓутоа во рамките на нашите можности секогаш гледаме да помогнеме максимум што можеме. Така, дали имате приоритети? Дали тоа може да се нарече приоритет? Меѓутоа се знае тежината, нели, на секоја помош. Секој има некоја своја приказна, секој има некоја своја причина, меѓутоа дали постои некој приоритет? Најголемиот приоритет секогаш нас не се децата, реално. Нели, оние семејства каде што има дечиња, се обидуваме да ги вклучиме што е можно поскоро во програмата за помош. Интервентна помош нормално дека веднаш им се дава. Имаме соработка со неколку државни институции кои што имаат потреба од нели, бебешко млеко или памперс или тие апели што ги даваме во последниот период се всушност за тие дечиња кои што се те без родители. Меѓутоа нормално дека приоритет имаат и луѓето со инвалидитет, неработоспособните на кои што навистина сметам дека им е потребна помош и би требало да се вклучиме сите ние. Општо, значи, секој кој што има потреба од помош, се обидуваме да помогнеме. На почетокот кога почнавме значи само со обичен збор, да кажеме, доаѓа нели ми треба помош и ние веднаш се обидувавме да помогнеме, меѓутоа за жал и во оваа сфера има многу манипулации, така што почнавме Токму тоа сакав и да ве прашам, дали знае да се злоупотреби? Да, значи токму заради тоа нашата организација сите случаи кои што ги помага ги има проверено, и со документација, нели, и лично, за да знаеме дека донацијата која што сме ја примиле и сме ја предале на вистинскиот човек или на вистинското семејство. Во денешно време знаеме, нели, сега скоро не знам колку е вистина, зашто јас не гледам многу вести. Нешто наслушнав дека во Македонија има дури и потреба од работници, па ќе се увезувале од Индија. Меѓутоа во Македонија има доста невработени луѓе, така што мислам дека нема потреба да внесуваме, нели, луѓе од страна, туку да им помогнеме, да ги социјализираме и, нели, да ги научиме да застанат на своји нозе и фактички да почнат да живеат, нели, како што треба да живеат. Реално имаме и доста луѓе кои што за жал се неработоспособни, а кои што примаат навистина премногу малце финанси, премногу малце помош и не може да преживеат. Нели, треба да се платат и сметки, треба да се јаде, па треба, нели, да
се купи облека и така натаму, лекарства, посебно нели за неработоспособните, тоа се претежно болни луѓе. Исто, значи, се обидуваме и нив да им помогнеме максимум што може. Ево, вие неколку дена, значи, имаме баш акција насочена кон нив за помош, така што се обидуваме да помогнеме сега. Кој е всушност Оливер Петровски? Дали може накратко? Знам дека може би неблагодарно да се зборува за себе, но ете, накратко. Мислам дека тоа е најтешкото прашање, на кој што не можам точно да одговорам. Значи, луѓето ме познаваат. Роден сум во Драчево, 75-та година, таму завршив училиште, основно таму и средно. Таму се оженив, таму оформив семејство. Во Драчево по Божија промисла и работам како парохиски свештеник. Да, значи, јас сум баш Драчевец до сршто, вика старите ќе кажеме, нели? Сигурно се горди драчевчани што отец Оливер ова се го прави за народот, а посебно за Драчево, како мисли? Па сега, отец Оливер не прави за Драчево, отец Оливер прави за Бога. Прво тоа да го кажеме, нели? Затоа што сепак втората најголема заповед е љуби го својот ближен како себе си. Нели, а тоа значи дека треба да ги сакаме сите луѓе како себе си. Така што ако ги почитуваме тие две најголеми заповеди, тоаш би требало ќе би биле многу подобри луѓе воопшто сите. Мило ми е тоа што многу наши браќи и сестри, ајде да прекинам, нели, само македонци, што има се вклучуваат и албанци, и турци во организацијата да помагаат, нели, меѓутоа сме сите сепак во Македонија и затоа цело време збораме како македонци. И сите сме луѓе. Да. Па и по тоа може би се не препознаваат заради тоа што ете ние, да кажеме, не помагаме, иако сме црковна институција, сепак сме хуманитарна организација на Скопската православна епархија при Македонската православна црква. Ние помагаме без разлика на вера, на нација, на политичко определение. Значи не гледаме дали е македонец, дали е албанец, дали е србин, дали е муслиман, дали е католик и значи, така. воопшто не се гледа тоа кај нас. Така што не знам. Да, што најчесто знаат да ти кажат луѓето кои ќе те застанат на улица? Претпоставам дека многу често се случува тоа. Па не. Оние кои што ме познаваат знаат дека не сум многу по зборувањето. И сега кога ќе ве видат гостин во емисија? Не, кога гостувам во емисиите, тоа го сметам за должност како ете председател на хуманитарната организација, се со цел да ги запознам луѓето со работата на организацијата, со надежда дека ќе се вклучат уште повеќе луѓе, за да можеме да помогнеме на уште повеќе наши браќи и сестри на сестри на кои што нели им е потребна помош. Луѓето кои што ме познаваат, да, значи доста често знаат да ме сопрат на улица, да се поздрават едноставно или да ме прашаат како си, или пак дали може на некој начин да се вклучат нели во помагањето преку нашата хуманитарна организација, зашто јас наистина им благодарам. Јас многу често кажувам дека не секогаш помошта е во материјални работи, како храна или облека или покуќнина. Помошта многу често е и една насмевка, и еден збор, и еден допир, нели? Така што помошта може да биде на многу начини. Она што мене посебно ми значи е кога луѓето ќе препознаат што всушност ние сакаме да направиме, нели, и на некој начин се обидуваат да помогнат. И ќе не потпрашаат дали може да се вклучат како волонтери, затоа што нас наистина ни требаат многу волонтери во кујната и во магазинот, зашто храната треба да се подготви. Така, и ова може да биде еден апел за сите оние кои сакаат да помогнат. Да, јас им благодарам на сите оние волонтери кои што се 24 часа вклучени во нашата организација, почнувајќи веќе ги спомнам, што никош ги неам спомнато искрено во емисија, почнувајќи од Ана, од Лука, кој што ќе биде и мој свештеник, нели, и Ангелика, и Стефан, и Кристијан, многу, и тетка Милка, која што ни е најмладата, ќе кажеме, волонтерка во нашата црковна народна кујна, и сите оние кои што на секој може начин се обидуваат да помогнат. Секоја чест.
се среќавате со многу ситуации, сите овие години, 10 години кажавте дека е ова здружение, секоја приказна е тажна, секоја приказна има своја некоја порака или носи некоја своја тежина. Која за вас или за тебе е најтешката приказна, која никогаш нема да заборавиш и можеби не си ни можел да спиеш, молејќи се за тој проблем? Пред доста години, да кажеме, на почетокот на нашата организација имаше еден случај за една мала принцеза од Охрид. Принцеза која што барем јас додека сум жив нема во ниту еден случај да ја заборавам и за која што ден денес зборам дека можеше да се спаси. Се работи за Ева, која што боледуваше од леукемија, чинам, и која што за жал не успеавме да ја спасиме, иако нели бевме целосно вклучени. Тоа е она што тоаш можеби, не знам, малце фалеше да се откажам и од хуманитарната организација, бев навистина многу разочаран заради тоа што сметав дека можеме да ја спасиме, дефинитивно, посебно заради тоа што се работи сепак за 9 годишно детенце, нели? Меѓутоа сепак почитувајќи заповедите на нашиот Господ Исус Христос, кој што вели, нели, кој верува во мене и да умре, ќе живее, знам дека таа е на едно многу подобро место и знам дека, нели, не гледа и се моли за нас. Така, навистина тажна приказна. Колку ние, како луѓе, во последно време, дали имате чувство дека знаеме дека сме се повеќе и младите свртени кон Бога? Да. Јас имам, јас некое такво чувство. Ме интересира вашето. Дефинитивно да. Многу се радувам тоа што нашите цркви се повеќе и повеќе се полнат со млади луѓе и не се полнат заради помодарство, туку се полнат заради тоа што искрено веруваат. 99%, еве да не кажам 100% од тие млади луѓе си имаат свој духовник, редовно постат, редовно одат на литургија и знаат како вистински да го почитуваат Бога, одејќи по неговите заповеди. Се надевам дека ете тие млади ќе ги научат и своите деца како да одат по заповедите на нашиот Бог и да бидат вистински христијани. Ако бидат вистински христијани, тоа ќе бидат вистински луѓе и нема да дозволат нели буквално ниту едно дете или ниту еден човек во светот да пати. Така, за жал кога ќе ни се случи за жал нешто лошо, тогаш најмногу знаеме да се свртиме кон Бога, тогаш постојано мислиме на Бога, што е погрешно, не треба само во такви ситуации, но многу често и на луѓето кога ќе им се случи нешто лошо знаат да кажат зошто мене ме казни Господ, зошто баш мене тоа ми се случи. Како гледаш на тоа? Јас гледам можеби малце поинаку. Тоа многу поинаку. Наместо му се лутиме на Бога заради тоа што некого сме изгубиле, би можеле да бидеме благодарни заради тоа што воопшто сме го имале во својот живот и можеби сме научиле многу од него или пак не направил подобар човек. Нели? Така што јас не гледам причина зашто да се лутам на Бога. Можам да се лутам на себе или да се лутам на сите останати. Меѓутоа во ниту еден случај не можам да се налутам на Бога заради тоа што ми дал прекрасен човек во својот живот. Нели? Обично да, кога сме во мака, кога сме во некоја мака, тоаш да се вртиме кон Бог, одиме во црква, се молиме, нели така натаму. Меѓутоа, за жал, многу мина од нас, откако Бог ќе услиша нашата молитва, па забораваме, се вратиме потребно да му се заблагодариме, нели? Да, се случуваат трагедии во светот, меѓутоа ние не можеме да влијаеме на нив, меѓутоа и не можеме да знаеме зошто тоа се случило. Нели? Така што јас секогаш велам да не се мешаме во работата на Бог, да не ја подигаме со сила завесата онаму каде што тој намерно ја спушта. Мислам дека тоа така би било најдобро. Убаво кажано, но во секој случај кога ќе погрешиме, никој не е безгрешен секако, кога ќе погрешиме и кога ќе ни се случи нешто лошо, секогаш некако тоа го употребуваме дека не казнил Бог. Ништо не е случајно или Бог не казнува. Бог не љуби. Бог не е Бог на одмаздата. Бог е Богот на љубовта. Така што без разлика што и да ни се случи, прво не можеме да кажеме дека тој мене. Прво да расчистиме една работа. Ние луѓето имаме слободна волја. Значи не сме роботи. Нема судбина дека така било судено, нели па ете токму заради тоа морало тако нешто да се случи. Меѓутоа Меѓутоа не плаќаме ничии гревови. Секој се одговара за своите гревови.
Не може да ги преземеме ние гревовите на нашите деца, ниту пак на нашите родители. Секој си доаѓа и си оди со своите гревови. И точка. Секој со својот крст. Секој со својот крст, баш така. Не можеме да кажеме дека Бог е виновен за некоја несреќа. Тука е виновен или човечкиот фактор кој што не направил нешто што треба, нели? Или пак, не знам, техничкиот некоја авионска несреќа да кажем, или пак повторно ќе кажам, човечкиот фактор секогаш е најбитен. Секогаш ние луѓето најлесно ние да обвинеме некој друг. Обично секогаш најлесно да го обвинеме Бога. Така. Но дали не опоменува? Бог не опоменува, он ги опоменувал и старите израелци преку своите пророци, да се враќаат тогаш кога ќе изгрешат на вистинскиот пат и кон вистинскиот Бог. Но ние сме тие што решаваме дали ќе го послушаме или нема да го послушаме. Кога бев многу млад, мајка ми кажуваше една интересна приказна, велеше на кој ќе се роди на секој детен се вика ангелот, Бог му дава вика едно ангелче, вика на десното рамо, а ѓаволот вика му дава ѓаволче на левото рамо. И вика зависи од детето, кого ќе послуша. Зашто ангелот го учи на добри работи, а ѓаволот го учи на лоши работи. Но ти решаваш кого ќе послушаш. Затоа што не можеме сега кога јас се напијам и направам некоја белја, да речам Бог е виновен. Јас сум решила се напијам. Нели? Јас сум ја направил грешката. Пак ќе кажам, најлесно е да го виниме Бога, најлесно е да му се лутиме на Него. Меѓутоа, ако ние имаме вистинската вера, тоа всушност ние ќе знаеме колкава љубов тој има кон нас. Еве сега го прославивме Христовото воскресение. Самиот Христос ни вели зар има поголема љубов од тоа да го положиш својот живот за својот брат. А тој го положи, својот живот. Намерно Бог, се отелотвори, живееше со луѓето, проповедаше, го посеа своето семе, така да кажеме, за да се спаси секој еден човек кој што ќе верува и ќе оди по неговите заповеди. Знаеме, предаден, измачуван, распнат на крст. И дури ни во последниот миг од својот овоземен живот, тој до последен момент ги сакаше луѓето. Дури на крајот знаеме што рече, последните зборови. Отче простим затоа што не знаат што прават. Така што, зар постои поголема љубов од тоа? Некој тубива, ти се моли за него. Така, колку се гласни црквите? Дали мислите дека се доволно гласни? И на кој начин уште повеќе да ги врземе луѓето? Дали постои некој начин за повеќе да бидат поблиску до Бога, да веруваат повеќе во Бога? Со сила не може никој да се натера, ниту да верува, ниту пак да направи било кој. Реков, луѓето имаат слободна волја дадена од Бога и самите луѓе решаваат. Црквата како црква прави буквално све што може за да се приближи до душата на човекот. Но човекот решава дали ќе дозволи или не. Затоа што, како што знаеме, христијанството е религија на љубовта. И буквално све се прави со согласност на човекот. Значи, сите ние сме повикани, но наше е дали ќе прифатиме или не. Ние не можеме да почнеме да влегуваме насилно во домовите и ги вадиме луѓето да ги носиме во црква. Треба тие самите да сакаат да дојдат во црква. На секоја литургија, на секој празник, секоја недела, заради тоа што секоја недела е мало Христово воскресение. Да не чекаме да дојде Божик или Великден и да отидеме само на 15-20 минути за да се исполни, како што сега слушнав, адетот. Да. Значи, адетот ние да го тргнеме на страна и да се свртиме кон верата. Што тоа се две различни работи. Ако ние имаме верата, тогаш ние имаме буквално све што ни е потребно и за спасение нашите души и за да не биде убаво овдека на светот и не биде убаво горе на небесата. Всушност тоа е поентата, за да имаме повеќе емпатија и да веруваме, не треба ништо посебно да се прави. Кога рековте адети или обичаи, сегде има различни. И не е ништо погрешно доколку не направите нешто, како рекле старите. Ако му погрешиме на адетот, не е ништо опасно. Меѓутоа да не му сгрешиме на законот Божи. Заради тоа што во тој случај прво се оддалечуваме од Бога.
А колку што повеќе се оддалечуваме од Бога, толку побрзо фактички идеме во погибел. Со самата погибел, не зборам сега за телесната, зборам за душевната. Телесната погибел е многу лесна. Душевната е онаа која што ние треба да се достигнеме, нели, спасението на душата, не на телото. Затоа што, нели, што се беве 100 година, кажеме, на светот, во споредба со вечноста, што потоа душата треба да ја проведе на едното или пак на другото место. Така, не знам колку слушна во најавата, прочитав еден цитат кој навистина мене ме воодушеви и навистина е така, ме интересира твоето мислење, дека треба се повеќе да се радуваме на надежда, да бидеме многу покротки, посмирени, трпеливи во маката и постојани во молитвата. Дали е тоа баш така? Нашата прола на хуманитарната организација е вера, надеж, љубов. Мислам дека тука веќе се состои сето на што вие го споменавте, нели? Заради тоа што искрено веруваме во тоа. Затоа што ако ние немаме вера, ако ние немаме љубов и ако ние немаме надеж, во тој случај ние нема да се разликуваме воопшто ниту од животните. Нели? Да, значи, човекот без љубов, наистина не знам што може да биде. Човекот без вера, не знам дали може да се наречи човек. Трпението како трпение, мислам дека се учи, ако сака да се научи. Нели? Меѓутоа, не може човек да постои на светот, а да не љуби. Ја мислам дека не постои таков човек. Затоа што ние се раѓаме од љубов. Живееме за љубов. И многу често знаеме и да умреме за љубов. Нели? Така што љубовта е она што го движи човештвото дефинитивно. Колку имаме љубов? Како народ, мислам дека тоа го кажа предналци. Македонскиот народ е еден од најхуманите луѓе што постои буквално во светот. А не можеш да бидеш хуман ако немаш љубов во себе, нели? Така што македонците дефинитивно се полни со љубов. Луѓе кои што секој би ги посакал, да кажам, за своји браќа, заради тоа што имав, нели, прилика да прошетам низ Европа, и секаде македонците ги препознаваат како најгостолюбивиот народ на Балканот. Да. И топол. Тоа не е случајно. Тоа не е случајно. Не може да кажеме во Шведска да кажат, нели, вие сте прекрасен народ, демек бев еднаш и дојдов уште 3 пати. Значи се запознав таму со еден човек, пријател на сестра ми, дошол сосема случајно или со пријателите, со зет ми или не знам, без разлика, нели, и од тоа си доаѓал и сам. Зошто? Заради народот. Заради тоа што како што он самиот вели, никаде не се почувствувал толку добро примен како што бил примен од македонскиот народ. Од македонците. Или јас сега имам многу пријатели во Охрид, и во Струга, и во Дојран. Велам, тогаш кога чима, ако ти си запознала и македонски, ги знаеш сите. Така, да. Колку се изгубија семејните вредности? Тука веќе можеме многу да зборуваме. Живееме во едно навистина време со многу предизвици, каде што неморалноста достигна еден толку голем врв, што навистина... Нема каде ви. Живееме во едно време што еден пријател вели, отец, дојде времето, вели, кога нормалното стана ненормално и ненормалното со сила го прават нормално. Моралните вредности, ако ги изгубиме, ние ќе се изгубиме воопшто и како народ и како човештво, јас би рекол, нели? А знаеме дека тие морални вредности некако се обидуваат некои луѓе да ги погазат буквално под нозе. Не знам од кои причини, ту пак сакам да навлегувам, нели? Па ни со сила ни нудат некои нека звучи малци лошо, нели, меѓутоа некои глупости кои што барем јас не можам да ги сложакам, така да кажам, нели. Па сега ни даваат некои образованија кои што се сосема спротивни на законски, на Божиот закон, меѓутоа и воопшто со традицијата и на македонецот и воопшто на човекот, на човештвото, нели. Па сега ни кажуваат дека е сосема нормално, нели, мажот да стане жена и жената да стане маж, иако тоа веќе од Бога е определено. Тоа е најголемиот неморал.
во денешно време според мене. Значи, она кое што Бог ни го дал, ние не можеме да го одрекнеме. Бог не создал такви какви што сме и не можеме да бидеме ништо друго освен тоа што сме. Нели? Меѓутоа, еве, гледаме дека некој со сила нешто се обидува да не знам дека ќе ме... Да се плашиме од тоа дека... Да. Треба да се плашиме од тоа дефинитивно, заради тоа што тоа ќе се изгубиме како луѓе. Ќе се изгубиме како човештво. Затоа што за да можеме ние да имаме поколение, потребни се маж и жена. И токму затоа Бог ги создал Адам и Ева. Не ги создал Адам и Адам или Ева, нели? За да може и им рекол, плодете се, множете се и завладете со земјата. Тука имаме малце поголем проблем, не само во Македонија, гледам, нели, воопшто на глобално ниво, да. И во светот. Меѓутоа, мислам дека доволно сме свесни да не прифатиме такви неморални учења, такви глупости кои што се целосно противни на сето на што сушност ние сме. За жал, се почесто буквално не сакаме ни да слушаме вести, бидејќи почнува се со црна хроника и така се завршува, ако некогаш биле на крај тие вести. Се почесто слушаме како синот ја прете по сопствената мајка, сопствениот татко, брат, сестра, не зборуваат, се убиваат и така натаму. Како некако дојдовме до се во ова да се повеќе е присутно? Како дојдовме? Така што не го почитуваме прво Бога. Ако го почитуваме Бога, тогаш ќе ги почитуваме неговите заповеди. Ако ги почитуваме неговите заповеди, тогаш нема да мислиме никому зло, а најмалце на своите најблиски. Нели? Дали тоа се работи за нашиот брат, нашата сестра, за нашите родители и така натаму и така натаму. Значи тука може да се каже дека веќе сме изгубени, но пак ќе кажам, јас се радувам заради тоа што црквите се повеќе и повеќе се полнат со млади луѓе и токму затоа гледам дека имаме светла иднина, ако ништо повеќе. Нели? Да, значи, јас одамна не гледам вести, искрено речено, меѓутоа да, некој знае нешто на телефонот да ми пролета такви вести кои што навистина знаат да ме разжалостат заради тоа што тоа ми кажува сушност колку ние сме уште позади. Така се каже уште колку ние имаме работа, не само ние како свештенство, ние како луѓе воопшто. Нели? Значи некаде имаме сгрешено. И сега треба да се најдеме таа грешка и да ја поправиме. Најголемата грешка е, значи, ако ние се оддалечиме од Бога, ако ние се оддалечиме од црквата, ако ние се оддалечиме од учењето на нашиот Господ Исус Христос. Затоа што во тој случај ние ќе се изгубиме целосно и нема да постоиме воопшто дури никако човештво. Така. Сега, за жал, пред некои 2 месеци ни се случи огромна трагедија. Кочани, нема што да се каже повеќе. Колку вие помогнавте како организација за цела оваа трагедија? Таа трагедија не требаше да се случи и тоа е трагедија која што ќе остане длабоко врежана во сите нас, буквално, од цела Македонија, без разлика на вера, на нација, на... Она што мене лично ме повеќе што загина премногу млади луѓе, нели? Меѓутоа, секогаш се вели, нели, од види во лошото и некој е добро. Македонскиот народ никогаш не бил толку сплотен и ние како организација, кога отидовме да помогнеме на семејствата на повредените во болниците, всушност видовме дека самиот народ веќе беше организиран и веќе носеа и вода, и храна, и облека за семејствата на настраданите. Ние како организација, бидејќи веќе семејствата беа покриени, така да кажам, нели? Почнавме да помагаме со храна, водичка и така натаму на заборавените херои од таа трагедија, ќе кажам, тоа е медицинскиот персонал. Каде што имав јас една случка на една од клиниките, каде што директорката буквално плачеше за трагедијата која што се случи. Јас можам само да замислам што таа видела и што таа чувствувала во таа секунда, но веќе знае, ако ја гледаме изјава, нели, за кого станува збор. И
Можем да кажам дека тогаш видов дека уствари докторите на вистина го однесоа најголемиот терет на таа трагедија. Исто така, откако се појави потреба за помош на семејствата, ние како организација дел од средствата кои што ги имавме, почнавме веднаш да ги префрламе на дел од семејствата, поточно на семејствата што беа чии дечиња се лекуваа во Анкара, затоа што слушнавме дека таму има поголема потреба од помош. Благодарност до нашите браќи и сестри од Виена, кои што исто така се вклучија. Нели луѓето и од останати луѓе, како што легнуваа средствата на нашата сметка, ние истата секунда ги префрлавме на семејствата. Нели затоа што сметавме дека токму тогаш им се најпотребни, нели немаше потреба да седат кај нас на сметката и токму заради тоа со случајот во Виено ни најавија дека ќе има донација, ние веќе другиот ден, иако ги немавме примено средствата, веќе ги префрливме на семејствата, нели со цел да им помогнеме да купат она што им е најнеопходно во тој момент, дали се тоа лекарства, завои, нели са ние не знаеме како иде сето тоа. Во тие моменти реално на семејствата не им беше потребно ништо. Во тие моменти најмногу беше потребна молитвата, што јас секако ја имав за сите, и за повредените, и за загинатите. За жал, нели, меѓутоа и за семејствата на кои што навистина им беше потребна тогаш Божја помош. Нема зборови навистина за да се даде утеха на тие луѓе кои што ги изгубија своите најблиски, но пак ќе кажам, утеха нека ни бидат зборовите на нашиот Господ Исус Христос, кој што самиот ни кажал, оно што верува во мене и да умре, нема да ќе продолжи да живее. Така, мислам дека еден ваш колега, отец исто или Отец Димитар, да, така, од Кочани. излезе во Кочани и навистина помогна да ги сплоти и да ги смири луѓето кои нормално дека беа вознемирани. Колку се важни во тие моменти такви зборови од вакви лица? Па преднот се, нели кажав, помошта не се состои само од материјалното, многу често помошта е допирот и зборот и погледот некогаш, нели. Така што во тие моменти ќе кажам дека Бог делуваше преку отец Димитар за да го смири народот кој што беше видно вознемирен, нели, сосема нормално. Меѓутоа и допридонесе да се сплути народот, нели, да основат, така се каже, едно единство и да почнат да си помагаат едни на други самите семејства. Така што ја мислам дека отец Димитар имаше навистина една многу тешка задача во тој момент, која што со Божја помош успеа да ја реализира онака како што треба. Така, сето тоа беше направено една висина на задачата во секој случај и излезе позитивно. Каква поука можеме да извлечеме од сето? Од световна поука дека треба да внимаваме на своите деца, да внимаваме, нели, на објектите кои што треба да бидат, нели, онака како што треба, со целосна опрема, каде за да бидат, нели, безбедни. Меѓутоа, она што мислам дека најважното што успеавме да го научиме да кажеме е дека само со единство можеме да направиме све. Заради тоа што тогаш се сплоти македонскиот народ, тогаш кога почна да се носат доста промени, нели, за безбедноста во јавните објекти, се надевам дека ќе продолжи тоа така да биде, да никош повеќе не се повтори, нели, она што се случи во Кочани. Отец Оливер, институциите колку мислите дека ја направија? Тоа веќе навистина за мене непознато поле. Нели, не би можел тука да коментирам. Поздравувам тоа што имаше многу брза реакција, да кажеме, нели, веднаш почна истрага која што не знам до каде стигна, реков дека не гледам вести, нели, нешто ќе успеам да прочитам на телефон. Меѓутоа имаше важно некои резултати. Знаете, ако човекот
како човек, ние македонците имаме многу кратка меморија. Ние знаеме дека во минатото имаше и други трагедии, нели? Меѓутоа ништо не се презема на некој начин за подобрување на безбедноста. Така. И обично велиме секој чудо за 3 дена. Така. Тука е доброто во овој случај што они реагира, имаше апсења некои, не знам, 50-15, нема врска, нели? Со самото тоа им се даде до знаење на останатите дека мора да почнат да работат онака како што треба или во спротивно, нели, нека ги затворат објектите. Мора да постои одговорност. За жал во Македонија не постоеше одговорност. Се надевам дека сега веќе постои, дека ќе постои, нели? И дека веќе нема да бидеме, нели, од денес за утре, туку ќе секако дека ќе бидеме, нели, за во веки веков онака како што треба. Така, зборувавме за семејните вредности, но за жал не знам сега конкретно која е статистиката за разводи, но за жал мислам дека е голем. Наистина не сум запознат. Јас надевам дека не е голема. Нели, заради тоа што она Бог што го соединил човек да не го разделува, нели? Не ја знам стапката, меѓутоа знам дека стапката на новородени е прилично мала, прилично ниска и дека нели, јас да кажеме потекнам од многодетно семејство. Имав 4 сестри, нели, јас и живеевме навистина многу убаво. Во денешно време некако сите одиме едно детенце, 2 дечиња и постојано нели, велиме, економските можности се такви. Меѓутоа, јас не знам колку би се согласил со тоа. Во тоа време, да кажеме, татко ми и мајка ми, 5 деца со една инвалидска пензија успеа да дотераат, нели, сите на патот по кој што и денеска, нели, врвиме, така што, значи, Бог буквално нема да остави ниту едно дете туку така да гладува, нели, туку ќе му го покаже патот по кој што треба да оди. Не ја знам, пак ќе кажам статистиката околу разводите, знам дека сега скоро читав дека бела чума, мислам дека ја нарекуваат, нели, ова што немаме доволно дечиња, така што, нели, да, упаднете наталитетот. Да. За жал, нели? Заради тоа што некако најверојатно станавме многу модерни како народ, не знам како, не можел другачи како тоа да го објаснам, нели? Меѓутоа во секој случај македонскиот народ уште од времето, нели, е познат по многодетството и се надевам дека тоа и така ќе остане. Колку материјалните вредности сметате дека се криви за се ова што ми се случува? Не знам. Наистина не знам. Ајде, неблагодарно е да се кажува сега, знаеш, ќе лесно ти е тебе да зборуваш, стави се во моја кожа. Знаете, тоа секогаш обично тоа така. Да, обличи ги моите чевли, па да видиш така, да. Меѓутоа, еве, оние кои што ме познаат, знаат од кое семејство јас потекнувам, нели, како јас сум пораснал. Така што, не знам, мислам дека сепак воспитувањето е најважното нешто, нели, за да се зачуваат оние вредности кои што треба да се зачуваат. Не знам, навистина не знам, не можел тоа. Парите се отепувачка. Баш така. Да, меѓутоа, знаете што е интересното? Еве, ние гледаме дека всушност парите немаат улога никаква во воспитувањето или во што ќе станеш во животот. Нели? Затоа што јас, барем од она што го гледам, така да кажеме, криминал прават и сиромашните и богатите. Или, не знам, лошо прават и сиромашните и богатите, добро прават и сиромашните и богатите, нели? Значи, јас не гледам тука некоја разлика. Сега овој бил дете на, не знам, на некој... Умираат и едните и другите. Така што јас не гледам некоја разлика, така да се каже, и дали воопшто би требало да има разлика помеѓу луѓето, посебно поделба, нели, според тоа кој има или пак кој нема. Така, за крај би сакала да споменам нешто што го прави вашето здружение. Отскоро слушнав дека луѓето кои слават слава, вашето здружение им дава една поинаква шанса да ја прослават својата слава со тоа што финансиите кои што треба да ги вложат, знаеме сега славите како изгледаат, за жала слава е пченица,
жито, како год, Па, погаче и пшеница вино. Да, меѓутоа сето тоа изгледа многу поинаку, дури во ресторани почнаа да се слават слави. Куќна слава во ресторан. Да, куќна слава, да, и Свети Спас им овозможува да помогнат на оние кои навистина им е тоа потребно и на таков начин да ја прослават својата слава, навистина за поздрав. Како дојде до идеја за ова? Црквата тоа одамна го апелира. Реално, нели? Да она што планира да го потроша, да кажеме, за оние кои што веќе ќе дојдат секако сити кај нив на гости, да кажеме, нели? Подобро да купат намирници да го подарат, нели, на оние кои што воопшто немаат. Бидејќи нашата хуманитарна организација токму со тоа, токму тоа и го прави, нели? Да, значи за време на славите, за време на задушниците и така натаму, ние даваме апели, нели, да помогнат на оние кои што навистина имаат потреба од помош. Тоест, да кажеме, нели, самиот Христос, кој што вели, нели, гладните нахрани ги, голите облечи ги, нели, жедните напои ги. Ние всушност се обидуваме да им објасниме дека на тој начин всушност вистински ќе ја прославиме славата или пак светецот, нели, кој што ние го прославуваме и го чуваме, нели, како свој заштитник. Затоа што и тие самите светци токму тоа го правеле. Нели? Значи, буквално све што имале свое давале на сиромасите, целиот свој живот го предавале на Христос, тоест на нашиот Бог. Ние, ако го следиме нивниот пример, нели, тогаш ќе би требало истото тоа и ние да го направиме. Затоа што не можеш ти да нахраниш, нели, кој што е веќе, мислам, нема потреба да нахраниш кој што веќе е сит, нели. Меѓутоа има секако голема потреба да се нахрани некој што е гладен. Така што, еве, пак ја апелираме нека луѓето донираат што е можно повеќе храна. Не мора во Свети Спас, има други организации кои што работат на истиот принцип, кои што се трудат, нели, да им помогнат на луѓето кои што се во потреба. Мене навистина ми беше прекрасно во твое друштво. Отец Оливер и понатаму ќе продолжи со својата мисија и секако ова хуманитарно здружение Свети Спас, сите оние кои сакаат да помогнат, знаат каде треба да се обратат. Навистина, секоја чест за се ова што го кажавте, она што го научивме сега од вас и се надам дека и понатаму се повеќе младите луѓе ќе веруваат во Бога и дека ќе бидат на пиедестал и понатаму семејните вредности. Би сакал да ви се заблагодарам за поканата во вашата емисија, да им се заблагодарам на сите оние кои што се постојано со нас и нашите волонтери, и нашите донатори, сите наши поддржувачи и да ги поттикнеме, нели, да продолжат да помагаат. Така, мисијата продолжува и понатаму, а ние ќе им посакаме на нашите гледачи да бидат и понатаму пред малите екрани и секако да не следат за 7 дена со една нова животна приказна и се надам дека бевме пријатно друштво и оваа сабат.